Добар ден, добредошле во 1 ТВ, отворено студио, студио 1. Јас сум Сашо Ордански, како и секој понеделник вашиот домаќин на која понеделничка збиена програма која се надеваме дека и денеска ќе го задржи вашето внимание. Во денешниот дел од денот кој што ќе трае од 2 попладне до негдека 11 навечер, јас ќе ви ги понудам заедно со моите колеги од 1 ТВ следните содржини. Прво ќе се позанимаваме со она што го прави една многу интересна невладина организација како истражување, кое што ни доаѓа од Прилеп, но кое што се однесува на едно комплетно истражување за тоа каде одат македонските реформи во услови на криза. Потоа од 3:25 минути попладнево со господинот Ване Цветанов ќе поразговараме малку за консеквенците, последиците, амбиентот, атмосферата на расправата за злосторот, казната и помирувањето во Македонија. Потоа, негдека после вестите, после отвореното студио, кој што ќе го имаме со Сергеј Зафировски, тој е еден млад директор на една многу надежна агенција за односи со јавност, се вика Insider ID, ќе поразговараме за процесот на дигитализација во Македонија, еден процес кој што и погрешно се интерпретира, а и погрешно се разбира во стварноста како се одвива, а мислам дека ќе имаме шанса и тоа да го расчистиме. После редовната кујна, во која што ќе видиме што ќе ни биде зготвено како предлог за денеска, ќе се вратиме повторно во живо во студиото, каде што со мојот уважен гостин професор доктор Коста Балабанов ќе поразговараме малку за целиот овој процес на антиквизација низ кој што помина Македонија во изминатите години и што се последиците од тоа во културна, историска, политичка смисла, а исто така ќе очекувам мојот колега Бореј Јовановски, кој што е денеска на еден ексклузивен брифинг заедно со државниот подсекретар, помошник заменик подсекретар на американскиот State Department задолжен за Европа, Метју Палмер, да не се јави во живо од американската амбасада кога тој брифинг ќе заврши, а пред неговата заедничка пресконференција закажана со премиерот на владата на Република Македонија Зоран Заев. Конечно вечерва ќе имаме 2 блока од гости, во кои што во првиот блок во едно 30 на минути ќе поразговараме и живо ќе се вклучуваме од закажаниот Централен комитет на ВМРО ДПМН вечерва во 19 или 20 часот. Ќе поразговараме со моите гости Игор Есмеров и Стево Насковски за тоа каде оди ВМРО ДПМН, бидејќи очигледно дека таа партија веќе влегува во сериозна политичка и организацијска, идеолошка, партиска криза. Ќе се обидеме да ви понудиме некои од можните одговори, а во самиот крај на денот, негдека после 21:30 часот, во студиово ќе поразговараме на слична тема, само не за ВМРО ДПМН, туку за тоа каде оди Македонија со почетокот на уставните промени. Моите гости ќе бидат министерот за надворешни работи Никола Димитров и председателот на НСДП господинот Тито Петковски. Се надевам дека ќе имаме еден густ, интересен ден, во меѓувреме ќе ни се јавуваат и колегите од разни локации низ Скопје, а некои од нив ќе седнат овдека заедно со мене и во студиото. Но, да го вклучиме, мислам дека го имаме на линк колегата Игор Стефановски, кој што ни се јавува од пред Скопскиот кривичен суд, каде што во тек е и веќе трае новото продолжение на овој мамутски судски процес кој што се однесува на насилството во собранието 27 април. Игор, дали ти имаме негдека на линија таму? Добар ден, Ордановски. Во овие моменти судењето е на 1 час пауза за обвинетите кои што доаѓаат од притворите да го остварат правото на оброк. Пред почетокот на главната расправа беа прашувани пратениците кои што гласаа за уставните измени. Крсто Муковски и Сашо Василевски не сакаа да дадат коментари, додека пак пратеникот Љубен Арналдов образложи дека немало притисици врз него во однос на гласањето. Внатре денеска во кривичниот суд во судската... Велам Игор, ја имаме и неговата изјава, ќе ја видиме малку подоцна, но те молам продолжи со тоа што имаме од пред судот. Така, внатре во кривичниот суд се видеа видеоматеријалите односно презентациите од страна на обвинителството за организиран криминал и корупција. Се презентира собраниските говорници на Илија Димовски, Крсто Муковски, кој во тие моменти, барајќи процедурално на 27 април, ја пееше македонската химна, а потоа се скандираше Македонија избори. По негов
прво то видео презентација, по таа видео презентација имаше и од пратеникот Зекирија, Ибраими Зекирија, кој што пак да возврат на Мукоски ја отпеа на 27 април албанската химна. Потоа во кривичниот суд се презентира и видеоматеријали како се собираат одредена група пред Скопски ресторан, па подоцна протестите и говорите од пред законодавниот дом, пробивањето на заштитната ограда и влагањето на дел од обвинетите, односно толпата внатре во законодавниот дом со пробивањето на собраниските порти. На почетокот од главната расправа обвинетиот Вилијам Михајловски побара, односно се обиде да даде збор за да даде поддршка на пратениците, но само што се дојде до овој момент, судиката Добрила Кацарска веднаш го прекина обвинетиот Михајловски, бидејќи неговиот говор не се одржуваше на поставката 27 април. Може ли да те прашам каква е денеска атмосферата на целото судење, бидејќи знаеме дека минатата недела имавме сведочење на еден заштитен сведок кој што во многу детали откри како се одвиваа настаните, детали кои што до сега на македонската јавност не беа познати, а истовремено бевме сведоци на еден драматичен пресврт во македонското собрание, каде што некои од обвинетите за 27 април го поддржаа процесот за отварањето на уставните промени. Каква е атмосферата во самата судница? Има ли комуникација помеѓу обвинетите? Што прават нивните адвокати? Има ли зголемено присуство на новинари, новинарски екипи? Покрај зголеменото присуство на новинарските екипи кои што и вообичаено го следат судскиот процес 27 април, ова на денешното рочиште има и засилено полициско обезбедување, сето тоа станува збор за личното обезбедување, односно кој што го добиваат пратениците согласно нивната безбедност, како што и претходно веќе беше образложено. Во судницата беше моментот на подсмевнување од страна на повеќето обвинети кон Крсто Мукоски, кога ја пееше македонската химна во законодавниот дом, а тоа видео беше презентирано коментирајќи го потегот негов во петокот, гласајќи за уставните промени. Предпоставувам дека овој политички говор кој што сакал еден од обвинетите да го одржи бил во смислен во поддршка на понудата за некакво помирување. Значи ли тоа дека таму обвинетите за тероризам се надеваат дека оваа понуда за помирување значи всушност понуда за некаква, како да кажем, за некаква правна аболицијска разврска во врска со нивните кривични дела, или? Конкретно за Вилијам Михајловски не можам да кажам, но другите обвинети, бидејќи тоа во доаѓа од притвор и посебен е процесот за неговото изведување до судот, но за тие кои што веќе излегуваат од оваа страна на вратата на кривичниот суд, односно од главниот влез, се коментарите дека не се прифаќа никакво помирување. Игор, до кога се очекува денеска да трае тоа судење? Тоа што беше познато за претходно, кога во фаза беа сведоците и нивниот распет, судските процеси траја до доцните вечерни часови, меѓутоа каков ќе биде денешниот епилог не би можел да кажам, но еве првата пауза од големина од 1 час, подолгите паузи кои што се даваат во кривичниот суд, секако ние остануваме тука да го преследиме процесот, а до кога ќе трае денешното рочиште не можеме да кажеме се уште. Благодарам Игор Стефановски, бидејќи и другите заминаа нешто и да каснат, третија веројатно и ти да се одјавиш и ти да се обидеш нешто да каснеш, бидејќи те чека долг професионален ден. Благодарам. Јас во студиото го продолжувам разговорот со колегата Александар Цветковски, кој што е председател на една, како што веќе најавив, многу занимлива невладина организација АКТИС, таа се века Асоциација за граѓанска толеранција и соработка, која што е лоцирано во Прилеп, но која што работи практично низ цела Македонија. Добар ден, Александар, во студиото. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Она заради што
те поканивме на оваа емисија е фактот што вие веќе подолги години се занимавате со истражување на јавното мислење во Македонија врзано за тоа како македонската јавност ги прифаќа потребите и процесите на реформите во државата. Тие реформи очигледно се разлекоа, тие реформи донесоа најразлични, но исто така и прилично неуспешни резултати како резултат на разноразни политички обструкции во смисла на избори, вонредни избори, заседанија, драми, кризи и така натаму. А вие сега неодамна, ми се чини веќе пред едно недела дена, ако не се лажам, направите повторено едно големо истражување на еден добар примерок, на репрезентативен примерок на македонската јавност, во која се бавевте повторно со тоа да опипате, да видите до каде е свеста за реформите во Македонија. Нешто елементарно за истражувањето, каде го спроведувавте, на колку луѓе, во кој период? 1030 испитаници, тоа е популациониот примерок, 1160 моравме да интервјуираме за да го добиеме овој процент. Направено е низ цела Македонија, одбрани се 8 градови, поголемите во Македонија, Скопје, Битола, Гостивар, Струмица, Тетово. Значи, по сите оние научни узанси си одевме, како што мора да се оди. Исто така имавме и 8 села, односно имавме 8 во 6 групи, опфативме 15 села. Добро, рурални, значи поголемите, сепак се знае, во малите не можете да добиете некој примерок. А во малите веројатно и нема веќе луѓе, ако не се лажам така точно. И мислам дека имаме материјали да ги презентираме сите оние разлики, рурално, урбано, по националност, по примања, значи самите анкетирани луѓе беа прашани за нивните податоци кои не се гледаат, например како нешто е дали е машко или женско така. И на тој начин ние почнавме со анализа на резултатите и ова ние се уште ги немаме до средено сите податоци, но бројните резултати се тука пред вас. Квантитативните ги имате пред вас. Да ве прашам, ако не се лажам, оваа година, овој пат имавте малку и поголем проблем во тоа да луѓето прифатат да одговараат на анкетата. Имате некаков забележителен, да кажем, дисконент, некакво неприфаќање за одговарање на анкетата? Има, како не, најтешка, немаме толку тешка анкета правено како досега. Требаше во 3 дена да ја спроведеме, ја спроведовме во 6 дена, тоа нешто кажува. Што мислите кај причината? Зашто мислиш дека на што е тоа реакција кај граѓаните? Луѓето одбиваат интервјуирање, веќе заради сите оние прислушкувани разговори, заради сите снимања, луѓето имаат страв да одговараат. Имаш анегдота, госпоѓа фино средена од Битола, вика како да се наместам, каде е камерата? Викаме, тоа е анкета, значи. Да, без камера. Врата на врата е анкетата, така? Во украдно, значи мора да биде човекот во движење за да го заприме, значи не одиме по кафеани, не одиме по кујки, мора да биде потполно случаен, значи човекот. Добро. Кој би општиот печаток, Александар, врз основа на овие податоци кои имате добиено за состојбата со реформите во Македонија? Прво, што мене ме радува, граѓаните сакаат да бидат поаналитични, не се веќе склони да веруваат на се и се што, критични се кон било што, но пофално е што се надеваат. Имаат многу повеќе надеж од порано. Проценти кои беа секогаш негативно, од пред 2 години ние ги имаме резултатите за споредба, проценти дека немаат потполно доверба кои беа и до 70% кои одеа, сега се паднати. За околу во просек 14 до 20% е зголемена довербата кон ова што се случува сега и она што се случуваше тогаш. Во самиот процес политички, во самиот демократски процес. Комплетно, како турнус, значи како нивно чувство зборувам, тоа е веројатно и она што чуле околу анкетите, но и самите ликови кои се во тој процес, и политички и реформски процес. В прилика, бидејќи не ви се готови се уште за комплетна презентација, вие, ако не се лажам, неделава ќе ја презентирате анкетата за некој ден, нели, со потполните податоци?
Значи за 2 дена на 24 во Holiday Inn пред експертски панел неја ќе ја презентираме, секој од свој аспект да протолкува и да видиме што е вистина на што мислат граѓаните, што не знаеле. Например, таму ќе имате еминентни личности кои ќе кажат кои се вклучени во реформите и тука ќе можеме да споредиме, значи што е направено, а што граѓаните виделе дека е направено. Значи тука и медијскиот импакт може да се спореди. Главно до понеделник ќе видат сите резултати готови за да можеме да извадиме корелации. Да. Јас имав прилика да видам дел од тие податоци и да споредам некои од тие табели и така натаму со кои што располагате во оваа фаза. Од она што гледам, најбитните 4 области на реформи на испитаниците се наоѓаат на прво место е корупцијата, на второ место е судството, на трето место е МВР и на четврто место е здравството. Првите 3 места ги држат, да кажам, прилично цврсти државни ресори во кои што треба да се спроведува правда и закон. Да. Точно ли ова е мој впечаток од податоците што ги имате добија? Потполно точно. Најмногу ги занима, значи, корупцијата, да не се пустат парите, затоа што граѓаните сватија веројатно каде е изворот на сите наши зла. А тоа е купчето пари. Политичките партии трчаат по парите, мораат да направат коруптивни процеси, тоа се одразува на целата општество. Зголемени се проценките во споредба со анкетата од пред 2 години во смисла на концентрација на овие области? Како не? Значи, поаналитични се граѓаните. Сакаат помалку оправдуваат пред се. Пред 2 години ние имавме оправдувања како добро е да се државата да вработува, политичките партии да вработуваат суди затоа што така се води држава. Сега е паднат тој процент. Кажав, од 14 до 20% имаме поосвестени луѓе кои не сакат слепо да веруваат. Тоа е статистички прилично значаен скок. Значи една критичка јавност е подигната која што веројатно има и поголеми очекувања. Добро. Каков е односот на граѓаните кон планот 369 на владата? Бидејќи тоа го меревте. Неверојатно, ние мислевме дека немаат многу граѓани слушнато, но над 25% слушнале за тој бренд. Значи 369 во суштина бил многу поголем бренд, например, отколку што слушнале тие за препораките на Прибе. За препораките на Прибе помал се слушнале, знаеме колку многу тие беа експонирани, а 369 испадна дека е многу силен бренд, барем кај граѓаните. Иако планот 369, мислам дека веќе го погребавме, сега имаме нови фази, нови варијанти на тоа. Да, но 369 планот имаше 369 планот, значи имаше многу своји, така да кажам, бајпаси. Беа вклучени многу луѓе, беше поврзан со шарената револуција, со нивните барања, беше поврзан со блупринтот, значи на некој начин многу луѓе се тангирани од тој 369 план. Многу повеќе отколку што е, например, плановите кои се до 2017-2021, кои се како редовни планови на владата. Од тоа што го разговаравме пред оваа емисија, имам впечаток, ми остана во сеќавање дека е многу паднат процентот на така речени збунети граѓани, оние кои што немаат став. Тоа е статистички забележливо? Тоа радува. Значи, оваа година само на 7%, тоа го стручно, значи се нарекува когнитивна дисонанца. Дека ако му зборувате, тие не можат да сватат. Тие кои им е пред очите, тие не го гледаат. Сега е 7%, беше и 29% за некои прашања. Една третина од... Да, а кога се работеше, например, за некои личности, како што е Мијалков и Груевски, тој на 40% скокаше. Сега е паднат само на 7%, значи луѓето се опулени, така да гледам. Многу појасно. Да. Значи, ја научија лекцијата, јас барем така јас барем толку. Би се рекол дека граѓаните си поаналитички расположени од порано. Приоѓаат со поголем ангажман во проблемите кои што ги прашуваат. Да, многу се, например, енергијата е многу подигната. Не се спремни толку многу да викаат лесе-фер, остави, не е битно, многу се порасположени да се фатат со некои работи. Па самата анкета, нервозата во анкетата, одбивањето, знаете кога ве терат, ма каква анкета, вика, сакаме конкретно нешто. Значи не ги занима, едноставно сакаат резултати. Реторика. Не, мислам дека тој план 369 многу ги дигна очекувањата на граѓаните и тие, например, тие знаат и да оправдаат. Каков е според вашето истражување, каков е односот на најголем дел од испитаниците, се извинувам, во однос на реформскиот капацитет на владата? Тука имаме многу интересни и опречни гледања.
60% мислат дека владата нема капацитет, но 57% мислат дека владата сака да спроведе реформи. Значи, да, веруваат дека владата има политичка волја, додека нема капацитет. Со други зборови, мислат дека владата е искрена, но неспособна. Но неспособна. Нема како да се каже поинаку. Инаку, бројките се на страната од владата. Порано луѓето мислеа во 65% пред 2 години дека владата неоправдано се задолжува. Сега е тој паднат на 53%, кои не им веруваат на владата дека парите ги земаат на вистина за она што ни треба. Добро, тоа се уште прилично високи проценти. Значи, тоа е половина од испитаниците се уште мислат дека владата безразложно се задолжува. И во Европа не им веруваат, ако земиме така. Во Шпанија, например, тој процент дека владата, задолжувањето на шпанската влада, тој е над 80%, ни Фич не му веруваат. Добро, тоа е веројатно во врска и со ова што од почетокот го говориме, дека судството, корупцијата, МВР се главните столбови на очекуваните реформи. Бидејќи е веројатно во оваа смисла, меѓу другото и на контрола на како се трошат парите. Да, и пописот, кажуваат, значи, ова е како една карта за владата. Му кажуваат во кои 4 области треба да се концентрираат, му велат јасно, мора да направите попис. 73% мислат дека заради пописот не можеме да имаме успешни реформи, а на народот му се јасни податоците. Например, кумулативно 71% сите знаат дека ова го правиме за НАТО и Европска Унија. Каков е односот кон странците? Бидејќи тука имало флуктуации во текот на годиниве, децениите, каков е односот на испитаниците кон странците и кон нивната улога во реформите? Тоа е нешто што многу ме радува. Јас не мислев дека ова ќе го најдеме на терен. Мислевме дека граѓаните се потполно слепи за извештаите на странците и дека априорно не им веруваат. Сега, 47% кумулативно велат дека странските извештаи за реформите во Македонија се прилично точни. Само 24% велат дека не им веруваат на странските извештаи. До пред 2 години овај процент беше потполно наопаку завртен. Едноставно научивме да му веруваме на извештаите на странци. Или научивме да им веруваме, или можеби не се граѓаните толку изложени на пропаганда, која што претходно беше, како да кажеме, на практика на претходната власт, со која што практично се креира перцепциите и мислењата во јавноста. Апсолутно се согласувам. Еве и на други, да речеме, прашање оваа констатација. Например, во Македонија дали реално постои тројна поделба на власт? Да, тоа е секогаш битно демократско прашање, бидејќи луѓето не е сигурно да ги разбираат што значи тоа дека власта треба да делува независно во 3 сектори. Ова секој ден ова секој ден со судството, дали е независно на вистина, дали не е, значи тие Какви се резултатите? Значи тука имаме неверојатни 56%. Ова за Македонија ова би можело во Данска или во Шведска, или во Македонија. Ќе ви ги оспорат резултатите? Знам, ама што да правиме да ги мениме? Не можеме, тоа го добивме на терен. 56% се согласуваат дека во Македонија реално постои тројна поделба на власта. Само за пред 2 години имаме дека не се согласуваат 57. Значи, тоаш 57 не се согласувале, сега 56 се согласуваат. А не се согласуваат само 1/4. Настана те некаков пресврт, очигледно, од тоа што го гледам и по резултатите на оваа анкета. Каков е односот на испитаниците во однос на кога ги прашувате помеѓу довербата и реформскиот капацитет на Заев и на Груевски, бидејќи ја имате и таа паралела со оглед на тоа што неколку пати ги правите овие истражувања? Фокус беше пред 2 години тоа, да видиме, значи, како ги поврзуваат, значи, институциите и главниот во државата, премиерот. Порано беше пред 2 години. Дали мислите дека државните институции се независни од Груевски и најблиските соработници? 65% велат не. 2/3. Значи 65, а имаме 15% одговориле не знам, само 18% одговориле да. Значи 18% имаме потполна доверба пред 2 години во премиерот. Сега имаме дека се согласуваат дека институциите се независни од Заев и најблиските соработници, 19 викаат да, 16 викаат делумно се согласувам, тоа е 35% спрема 18% од пред 2 години. А
65% не му верувале на Груевски, 52% не му веруваат на Заев, дека ги оставил институциите на мира. Добро, Александар, ова се сепак фрапантни податоци во смисла на тоа дека очигледно трендовите водат кон едно подобрување на атмосферата во однос на институционалниот капацитет, независноста и така натаму, но бројките се уште би рекол трагични во однос на некаква демократска атмосфера. Голем број од граѓаните просто не веруваат, имаат перцепција дека се уште државата се контролира, се води, се интервенира, па и се злоупотребува од страна на власта. До пред 4 месеца ние направивме едно пробно телефонско истражување, чисто заради нашите истражувања, да знаеме на каде да одиме. И сега се резултатите малку полоши што се однесува до очекувањата од реформите. Пред 4 месеци луѓето повеќе очекуваа од реформите отколку сега. Сега е малце опаднат тој процент. Не знам како би изгледало сега после последниве настани, затоа што анкетата заврши во сабота пред почетокот на овие бурни настани. Не знам како сега би реагирале. Тие настани веројатно и не само овие во саботата, туку и претходно референдумот и така натаму. Проценувате дека имале влијание врз целиот анкетен процес? Јас мислам дека настане еден синдром на презаситување. И прашавме ние, например, луѓе од социометријата, кои се неколку доктори на науки, ги прашавме зошто толку многу не одбиваат на терен. Например, се случува да бидат нељубезни граѓаните. Порано не, вика фала не, си заминува. Сега беа нељубезни, многу се жалеа анкетарите, разочарени беа. Ние ги потрошивме сите можни анкетари кои ги имавме, вика не одам, џабе пари, џабе се што одам, не ми се оди. Граѓаните многу лошо реагираат на повеќе места. Значи, јас мислам дека се работи за една голема презаситеност со политички настани и веќе граѓанинот не може сето тоа да го ствари секој дневно. На што упатуваат конечно заклучоците од целото? Кои ви се првичните, да кажем, сознанија и на што упатува ова море од податоци кои ги обработуваат и за кои имате резултат? Ќе покаже критичката анализа, но по моје инстинкт имам искуство со тоа, со години го работиме во Актис. Јас мислам дека не можат да чекат, мора да се презведе на чекори реформски. Значи, граѓаните знаат дека реформите се за да ги средат институциите. Ако се институциите средени, ќе ги средат политичките партии. Знаете, имате институција, не може туку така да им помиле. Граѓаните ја знаат приказката, дека мора да ги зајакнат институциите за политичките партии да не бидат владетели на истите, семојни. Значи, тие сакаат институциите да бидат во заштита на граѓаните, а не во заштита на политичките партии. Минатиот пат, пред 2 години, кога ги гледа вашите податоци, имавте едно интересно прашање за тоа што мислат граѓаните, зошто се прават реформите, дали да им се земат повеќе пари, дали да се какви се годинава податоците, можете да ги побарате. Да, еве ги податоците, со тоа се почнува. Значи, прво за подобрување на условите на живот, дека се прават реформите, 41% се согласуваат, 37% не се согласуваат. А тоа е прилично големо несогласување, значи има тука... Но сега има и делумно се согласувам 13%. Тоа се оние 13% за кои велувам квалитативниот скок од порано. Значи имаме овде 54 се согласувам, со не се согласувам 37. Има тие доверба дека ќе доведе. Во однос на тоа дали се прават заради повеќе пари да им се земе? Да, имаме. За да се воведат нови давички за граѓаните, викаат 57 да, 34 не. Значи, иако поддржуваат дека реформите се прават за подобри услови, тие знаат дека тоа ќе го платат. Значи, ние одиме веќе, граѓанинот станува многу пореален, гледа во Европа, многу патуваат луѓето и им кажуваат, од Европа ви идат податоци, да, имате демократија, но таа е поскапа. Луѓето овде велат, окей, ќе платиме, само да имаме демократија. Јас така го толкувам. За да се намали партизацијата, например, само 52 вика дека се согласувам, за тоа се прави 36 не се согласуваат. Значи, постоеше од секогаш и не само вашите истражувања еден став во јавноста со многу големи цифри на поддршка, со многу големи проценти на поддршка, дека тој што владее, тој треба да злоупотреби државата, бидејќи тоа му припаѓа како резултат на плен на победник на избори. Мислам дека не е паднато и овде. Имавме ние такви прашања. Значи, вика, нормално е што партијата ги поставува судиите на функција затоа што така се водела држава. Значи, порано 57% не се согласиле со тоа, сега 58% не се согласиле со тоа. Значи, тука многу споро се менуваат работите затоа што тоа е менталитет, тоа не е политика. Или
му викате подобро е да има вработување без потреба, отколку луѓето да бидат на социјална помош. Секој разумен би рекол не е така. Зошто би земало од буџетот пари? Се уште се високи процентите? Се уште се високи. И сега одобруваат, значи, околу вработувањата секогаш македонците одобруваат. И тој само расти процент. Ако можеме сите да работиме на државно, сите да работиме на државно. Сите некоја субвенција, сите во администрација, клати врата, зема и плата, како вика. Значи, постои таа етничка разлика во одговорите што ја добива? Постои етничка разлика, значи, не е баш етничка. Албанците во Скопје не мислат исто со албанците во Тетово, баш противно мислат. Албанците во Скопје мислат многу послично на македонците отколку албанците во Тетово. Се уште како да превладува еден менталитет, би рекол социјалистички, каде што државата треба да ти биде и мајка и татко и да ти ги реши сите проблеми, а ти потоа злоупотребуваш што сакаш прави само мене, вработиме, дави ми плата, на извесен начин да го поминам денот. Ќе се сложам, менталитетските, она што е менталитет, многу тешко се менува. Она што е политика, се надеваат луѓето дека ќе го менат, но да не се тие инволвирани. Тие ако би дошле на власт, па и би се снашле малку. Добро, да прашам, што ќе биде сега судбината на оваа анкета во смисла на резултатите, ќе ги продискутирате со експерти? Имате ли шанса овие резултати да ги представите на политичарите? Значи, ние ќе пробаме да ги поставиме на неколку начини. Првиот е еден шеговит начин, тоа нека биде тајна ако успееме да го направиме тоа на еден шеговит начин. А второто е преку социјалните медиуми со на високо бустирање. Значи, сега се па со добро бустирање достигнуваат и по 30-35 илјади гледаност секоја содржина. Ние ќе ги поделиме во помали содржини. Инволвирани имаме доста луѓе, доста експерти, еве за 2 дена луѓето со ова ќе бидат запознати и самите тие ќе можат да ги толкуваат во телевизиски емисии или во било што друго. Какви ви се искуствата од минатиот пат кога ги презентиравте овие? Дали некој од политичарите всушност слушна што сакате да им кажете? Како не, имаше огромно, значи јавувањето за оваа анкета минатиот пат беше огромно, имавме многу медиски написи, имаше и во печатени медиуми, а имаше и на телевизија. И едно можам да кажам, тоа се работеше во едно друго време. 2016 година беше, кога властите не беа воопшто сензитивни на она што се кажува во медиумите. Овие се малку поинакви, знаете, ако изнесете податоци, ти одма скокаат, одма се возбудуваат и тоа е добро. Значи, власта треба да се возбудува кога некој има податоци кои ги тангира нив. Јас не сум сигурен дали сегашната власт е во состојба со целата оваа набиена агенда воопшто да прави разговор со вас, но ќе го побарате ли премиерот Заев или можда некој од неговите министри за да ги поттикнете да заедно ги поразговарате овие резултати? Па ние веќе имавме снимена со 8 функционери поранешни и сегашни, веќе имавме, например, со Бујар Османи снимивме околу реформската агенда и ги емитувавме ние на Facebook со бустирање, тие имаше прилична гледаност, но сега повторно ќе ги побараме и да поразговараме за податоците што мислат тие. Например, дали се согласуваат со нивните истражувања, ако ги имаат, и дали нивниот пиар, например, размислува за тоа зошто новите реформски агенди кои ги имаат немаат такво место како 369, ако е до името да им измислиме некои убави имиња. Александар, благодарам многу за ова гостување. Се надевам дека ќе се видиме и во некој од наредните недели и кај мене и кај моите колеги. А јас мислам дека колешката Елена Џугуманова е веќе на позиција за да ви каже што има најново од светот на вестите, информациите денеска. Елена, имаме ли возбудлив ден, бидејќи веќе навикнавме секој ден да ни биде некако се повозбудлив од претходниот? Па некако од прилика е таков и денешниот ден. Во Македонија е Метју Палмер, ќе зборуваме за тоа, ќе зборуваме за телото за помирување кој што го бара дел од пратениците, до каде се активностите околу тоа, имаме прилог кој што ќе ни открие детали, секако ќе зборуваме и за тоа што се случуваше денеска на судењето за 27 април, така што повторно тие 3 информации се оние кои што го одбележуваат овој период во Македонија, меѓутоа секако ќе видиме што е најново и во светот. Јас ти благодарам, ве оставам во сигурните раци на нашата информативна редакција и колешката Џугуманова, а ние се гледаме негдека околу 3 часот и половина, каде што ќе продолжиме со еден од гостите, тој е Ване Цветанов, со кој што ќе се обидеме да поразговараме и за дел од ова што ќе ви информираат денеска во нашите редовни информативни емисии Вести. Останете со Еден ТВ.